целта на ова дебата што ја организираме денеска на Правниот факултет во Државниот универзитет во Тетово е да вршиме упомена на предлагачот на законот за државните службеници што треба да се примат со новиот закон во Република Македонија, предлагачот на што е владата на Република Македонија да интервенира во законот, да го повлекува овој членот 39, да го повлекува, што со новиот член се предвидат други критериуми што во основа овие новите критериуми според кои идните кандидати во јавната администрација ќе се примат според другите критерии и според листата на универзитетите, според Шангајската листа, според листата што се рангирани во светските универзитети. Кога определено лице конкурира за одредено работно место, конкурира со сопствените лични капацитети што ги има. Фактот дали тој завршил на еден или друг универзитет не значи ништо за тој кандидат. Тој кандидат значи конкурира со сопственото образование, со просечна оценка, има одредени квалитети, може тоа да се утврди преку тестирање, преку интервјуа, работи што се прават. Фактот што еден кандидат завршил на еден или на друг универзитет не значи ништо за личните капацитети на тој кандидат. И тоа е проблематично. Има две форми на дискриминација што се појавуваат. Првата форма е таа што го викаме директна дискриминација, каде што кандидатите се дискриминираат спрема фактот каде завршиле универзитет. А тоа што е попроблематично од аспект на мултиетничниот карактер на нашето општество е дека има индиректна дискриминација спрема припадниците на албанската заедница во Република Македонија, кои во најголемиот број студираат на Државниот Тетовски универзитет или Универзитетот на Југоисточна Европа, кои што не се најгоре рангирани, каде што моментално е таму Државниот Скопски универзитет Свети Кирил и Методи.